Господинот Коста Костадиновски, кој што е финансиски инвестицијски експерт, инаку работи во својата основаче на Capital Asset Management во Скопје. Јас ве памтам од времето на Илирика и така натаму, но добро утро за вас. Добро утро. Малку се пошегував со Жанета кога се одјавувавме дека ќе разговараме за тоа, за оние што имаат пари каде да ги инвестираат. Јас не спаѓам во таа категорија веднаш да се уречем. Сушност моето прво прашање Коста е добро, време е на криза, обично се вели дека кризите се можности, нели opportunities, тоа овие капиталисти ве ни научија на сите фрази што треба да ги знаеме. Меѓутоа, мене ме интересира следно, кога разговараме за криза и за инвестиции, па дури и во криза, колку пари треба човек да има за сериозно да може да смета дека еве сега нешто инвестира? Например, дали се 500.000 евра доволно за некаква сериозна инвестиција по фондови, по берзи, по едно по друго? Најпрво добро утро и од мене до вас и до гледачите. Генерално во овој бизнес сум некој 17-18 година веќе во акции, берзи, фондови. Па така, да речем, имав прилика низ овој период да го проследам да проследам целата динамика на растот на пазарот на капитал и развојот на пазарот на капитал кај нас. И кажувајќи го тоа, можам да кажам дека веќе пазарот кај нас е така структуриран да постојат продукти кои што може да се користат како инвестицијски продукти од најмали износи. Значи 500.000 евра може би се и голем износ, значи почнувајќи од 1000 денари или 500 денари може да се направат некои микро мини вложување. Па да, постојат, тоа се најчесто преку оние пензиски шеми дополнителни. Добро, а има ли тоа смисла финансиски? Има смисла ако се прави тоа континуирано и на подолг рок, има и како смисла. Значи, со една континуирано вложување на месечно ниво, например, на такви износи може да се собере една значителна Ви треба ли тоа? Сега јас, добро, часот е 8:40, богатите уште спијат во Македонија. Добро, ние за посиромашни да кажеме нешто. Не сакам да кажам, или пак оние што се станат и веќе работат следејќи ги берзите по Азија, по Америки, сега тие спијат негде и самите берзи. Вчера беше овдека во студиото кај Чомовски колегата, директорот на македонската берза Штериев, и тој, како што и знаете, вие што ги следите тие работи, вели дека берзата е во добра кондиција, дека првите 10 компании што се мерат, сите прават многу пристојни профити, дека тоа продолжува и за време на годиниве со пандемии, со енергетски кризи и така натаму. Значи финансискиот пазар не гледаме дека поминува низ некаква криза. Така, тоа е точно генерално. Компанииве изненадија дури со своите финансиски резултати, не само кај нас, туку и ајде во светов. Некои компании дури успеа во кризата и подинамично да пораснат или да дојде до израз нивната компаративна предност во новата околина со ковид кризава. Така сега и со украинскава криза излегува компании кои што исчекоруваат напред и заработуваат од таа криза. Например, во текот на пандемиската криза многу се истакна технолошките компании, како што се Facebook, Google, некои помали фирми, помали фирми кои што не беа претходно толку многу познати како Zoom, онај медиум што е за платформите за Webex и Zoom-ови сите тие. Netflix и така натаму, значи тие компании направија еден сериозен исчекор нагоре. Сега во украинскава криза, например, тоа тежиште е префрлено на енергетските компании, значи оние веќе прават се малку поголеми профити заради зголемените цени на компании за производство на храна, како котираат? Бидејќи тоа е нешто што добро, тие барем она што ние ги следиме, тие претрпуваат доста во период пошто државите ги ограничуваат. Некој кој што има ресурси не може да ги извезе, некој кој што нема ресурси плаќа превисока цена, а не може да рефлектира на крајниот потрошувач. И тука е проблем. Добро, Коста, да се вратиме на ова кај што почнавме. Ми треба ли советник финансиски, како што сте вие, ако сакам да речеме месечно да инвестирам по 300, 400, 500 евра на некој од овие компании, берзи и така натаму? Или тоа можам сам да го правам, а при тоа да не бидам никаков експерт за овие движења и така натаму? Тоа може да се прави и на начини со советник, и најчесто се прави кога ќе се пристапи кон друштвата кои што управуваат
инвестициски фондови, пошто тие или пензиски фондови, тие имаат овластени агенти, односно овластени продажни посредници и советници кои што може да дават, кои што се обучени да дадат адекватен совет за секого во смисла на тоа каков фонд да одбере, колку средства да вложува, што може да очекува од тие вложувања. Тие совети се без ризик, така за нив. За тој што инвестира е ризикот. Советите си доаѓаат како совет. Па не види, во главном кога се вложува на пазарот на капитал, треба да биде човек подготвен да го превземе ризикот на волатилноста на цената, односно движењето на цената нагоре и надоле. Тоа е она на кое што се смета дека клиентот кој што доаѓа го знае. Колку чини таква услуга еве за некој ситен клиент кој што 300-500 евра месечно би инвестирал? Тие услуги во принцип се бесплатни. Ги даваат друштвата преку своја властени советници бесплатно. Развиен го е тој пазар на советодавност на овој тип на брокерски фирми на во Македонија? Доста динамично се развива. Веќе сме и во една фаза кај што малку и се подигна на повисоко ниво. Комисијата за хартија од вредност веќе кај во делот на инвестициските фондови, тој дел на дистрибуција на информациите преку властени инвестициски советници го подигна на ниво на лиценцирање, така да веќе тука се воспоставува некаква регулаторна контрола што ќе придонесе за информациите кои што се пласираат да бидат правилни и исправни и на крајот тоа да рефлектира со подобри одлуки за клиенти. Ако ги видам 5 најдобри компании во Македонија, еве да речеме сакам, не знам, комерцијална банка, главно се тоа овие што ни пуштаат крв кога одиме да и оставаме наши пари за да работат со нив и така. Но јас немам достап до нивните акции. Што би требало да правам? Треба да инвестирам во пензиски фонд кој што има достап до нивните акции. Како се одвива тоа? И што можам ја да купам со 1000 евра, да речеме некакви акции на 10 најдобри компании? Постои опција и да се купува нормално акции во свое име и за своја сметка. И тука вообичаено се прави тоа со малку поголеми износи, значи оние ситни износи отпаѓаат од игра. Треба се прави со некои поголеми износи. Што се тоа поголеми? Можете да дефинирате од прилика? Па ајде да речеме. Мислам стотици илјади евра се милиони во прашање или може 50-100 000? Ајде 2-3 илјади евра па нагоре некој микро минимум за да се за да има смисла некоја трансакција на македонската берза. За странството тие износи се малку поголеми. Пошто тоа има друга инфраструктура која што се чини и некои оние фиксни трошоци не се исплатат, да речам, на помали износи. Така да постои инфраструктура, нормално секој да може да се купи акции за свое име и за своја сметка. Тоа може да го прави самостојно или со инвестициски советник. Например, јас доаѓам во вашата компанија Capital Asset Management и велам, слушате, имам 50.000 евра, еве ви ги, работете со нив. Така функционирате? Да, тоа е опција 2. Има опција секој сам да се направи анализи, да си ги донесе своите инвестициски одлуки. Има опција ние да го советуваме со дадени одлуки за одредени потфати, а он да ги донесе одлуките. И последната опција е управување со портфолиото од 50.000 евра, хипотетички, кој што се дава на управување на друштво кое што е лиценцирано за таа услуга и од тука друштвото ги носи одлуките за клиентот, а клиентот се добива соодветни репорти согласно законите и правилниците на... Се развива ли тој пазар во Македонија? Имате ли клиенти? Се зголеми ли бројот на луѓе кои што играат на берзи и така натаму? Динамично се зголемува. Значи, веќе поготово во овој контекст на пониски каматни стапки, се забележува значајно зголемување на интересот. Иако морам да споменам дека вчера, односно завчера, излезе информација од Народната банка дека како еден прв микросигнал за зголемување на каматните стапки, референтната каматна стапка на Народната банка на Република Македонија се зголеми за прв пат после серија. Што е намерата да се? Тоа е во принцип некој одговор на инфлаторниве движења кои што се случуваат во светот. Иако е тој микро, да речам, сигнал од Европската централна банка се уште немаме информација во кој правец и со колкав интензитет ќе дигаат. Американците, односно
американските централни резерви веќе најавија поддинамично зголемување, така да тоа може да влие на исцрпување малку на ликвидноста. Меѓутоа, имајќи во предвид дека инфлацијата е на рекордно високи нивоа, вложувањата во секаков вид на трајни вредности, како што се акциите или па и недвижностите би ги спомнал тука, имаат многу смисла во таков контекст. Коста, какво е влијанието на овој сега брзо растечки, многу влијателен пазар на криптовалути? Се занимавате ли со тој аспект? Има ли тоа некакво влијание? Има ли некакви трансфери кои што за нас обичните луѓе се невидливи, а сепак се случуваат на финансискиот пазар во оваа смисла? Криптото, во принцип не сме компетентни да го, и јас лично не сум многу компетентен да го коментирам. Меѓутоа со голем интерес го следам. Таму сме во контакт со некој едни од најголемите умови, да речам, во земјава и регионов кои што се занимаваат со крипто. Меѓутоа не крипто од аспект на тоа дали денеска биткоинот ќе расте или ќе паѓа и која ќе му биде цената, туку неговата практична примена. Законот е во подготовка во Македонија, нешто тоа ќе се регулира. Ќе се регулира ли во насока и на ова работењето на берзите, евентуалната можност? Немам информации во која насока ќе се регулира. Од она што го знам во светот се регулираат, влегуваат во регулација оние така наречени стейбл коини кои што се врзани за хард валута, значи за евро, за долар. Да, ама тоа не се криптовалути, тоа се дигитални валути. Практично, ако имате долар па направите, овие другиве поинако функционираат. Контролата нивна е поинаква, односно не постои во смисла на некаква државна. Па да, и нема, јас имам лимитирани информации околу криптото. Меѓутоа, дефинитивно се работи за кога тргнеме на страна пазарот, тоа што се случува, овие падови и успони и падови на цените, кои се тргнат тоа на страна, останува криптото како технологија и блокчейнот како технологија која што е брилјантна, односно барем јас што имам информации и кога сум во контакт со оние кои што директно работат на развој и примена на овие технологии и алатки, е брилјантна идеја и тоа сигурно ќе најде некаква примена и ќе ги промени нашите животи на некаков начин, ама оној дел што најмногу го интересира обичниот човек, движењето на цените, искрено и не сум некој оптимиста дека тоа ќе заврши баш на со некој среќен крај. Долга е таа расправа. Коста, бидејќи мојата колешка Елизабета Спасеновска веќе на линки ме чека, сакам за крај да прашам, ако ви дадам на почетокот на годинава 10.000 евра, со колку можам да очекувам дека ќе ми се вратат во една нормална трансакцијска година преку вашата, да речеме, инвестицијска куќа на крајот од годината? Така. Затоа што луѓето сакам да добијат слика за што всушност разговараме, мислам. Генерално рокови од почеток на година до денес се прекратки рокови, може да биде многу добро. За цела година, 12 месеци, да речеме. Во принцип, трансакции кои што се поврзани со акции треба да бидат планирани како долгорочни трансакции, значи не се планираат за рокови пократки од 3 години, значи да бидат 5 па и 10 години некои аранжмани, се со цел да се избегне на краткорочна волатилност, пошто ние пред почетокот на годинава не знаевме дека ќе има војна, па дојде војната и таа направи одреден шок, па сега голем дел од акциите се вратија и такви шокови има во текот на мислам секојдневие е тоа за нас, помали или поголеми шокови на пазарите, и од таа причина треба човек да биде предпазлив и да има една долгорочна ориентација кога ги прави ваков тип на вложување. А инаку во просечен принос кој што се очекува од ваков тип на вложување на низ некој период од 3 до 5 години е некоја просечна стапка на принос од 8 до 12% би можела да се очекува како годишно. Годишно зборувам, да. Па меѓутоа добро, тука има години кога ќе имаме и плюс 20, меѓутоа ќе има години кога ќе биде приносот 0.
Или може да биде и кажам, минус. Коста, бидејќи во македонските јастуци, јоргани, креденци, така натаму, се чуваат многу девизи, да кажам. Луѓето ги чуваат по дома, евентуално инвестираат во недвижнини, ќе купат стани, така натаму, гледаме, излезе пописот, пораснате многу бројот на станови и така натаму, но во суштина, бидејќи каматите во банките наскоро ќе станат и негативни, а не позитивни, значи, вашиот, сега вие сте во бизнисот, веројатно ќе кажете да, ама има смисла да се инвестира во овие. Секако дека има смисла. Мислам, на крајот на денот добивките на компаниите се тие основата на овие бројки кои што ги спомена. Добивките и дивидендите на компаниите. Тоа е тоа. Коста Костадиновски, основач на Capital Asset Management, благодарам, може би на некого му разјаснивме нешто што да прави денеска со своите 15-20 евра. Овие другите што имаат милиони, тие знаат што да прават, не им треба никаква консултација. Благодарам, Коста.